Колеги од опозицијата, не ме чуди што ќе бидете воздржани за овој закон, бидејќи овој закон требаше да го донесеме до 1 јануари 2015 година. Во моментот престапување на сила на овој закон, важат одредбите од Законот за енергетика усогласени со вториот пакет директиви и регулативи за енергетика на Европската Унија. Но од јули 2009 година Европската Унија усвои трет енергетски пакет, кој што Република Македонија имаше обврска да го усвои до 1 јануари 2015 година. Сега сме мај 2018 година и викате зошто е со европско знаменце, зошто се брза со донесувањето на законот. Па затоа што 3,5 години доцниме со неговата имплементација. Некој овозможил 3,5 години во Република Македонија да се штити монополот на ЕВН и да нема конкуренција во дистрибуцијата на електрична енергија до крајните потрошувачи, на граѓаните и на малите и средни бизниси. Знаеме во претходниот период, кога излегоа аферите, кој профитирал со монополот што му се овозможи во минатото на Телеком, а сега истата приказна некој овозможил ЕВН да има монопол дополнително 3,5 години. Не тврдам дека има, меѓутоа постојат сомнежи на корупција, затоа што секаде каде што има монопол, а некој дозволува монопол, има простор и основ некој да биде корумпиран за да држи таа ситуација на тоа ниво. Сега новата влада и ова владеачко мнозинство и министриве решиле да го рушат овој монопол и да се либерализира пазарот на електрична енергија и газ. И сега викате вие, законот бил многу голем, 200 страници. Па тоа е за пофалба и треба да се поздрави, затоа што некој се потрудил да направи закон обемен, што ќе опфати се. Можело да има поединечни закони, меѓутоа сите овие работи требаше да ги донеси претходната влада до 2015 година. Од 2009 до 2015 година имавте простор да си донесите закон онаков како што вие имавте визија да го направите. И сега не се направило. Република Македонија имаше тужба на суд да плати милиони евра казна затоа што овој закон не е навреме донесен, пенали ќе плаќавме, со усилби, со замолување, со ветување дека законот ќе го донесеме најбрзо што може, тие судски тужби се повлечени и Република Македонија ги избегна плаќањето на пеналите, што беше многу важно. Министрите тоа го прескокнаа да го кажат, меѓутоа Република Македонија заштеди во оваа ситуација, а ќе плаќаше пенали толкму заради неодговорното однесување на претходната влада или пак штитејќи нечии интереси за нечии, велам, финансиски бенефит на некој. Значи не можам да тврдам, меѓутоа основите се тие. Сега јас не знам зошто се буните, зошто е со европско знаменце. Од декември месец овој закон е на ЕНЕР, на платформата ЕНЕР. Секој можеше да даде забелешки. Имаше јавни дебати во Стопанската комора, каде што беа повикани сите стейкхолдери, односно заинтересирани страни, да дадат забелешки по законот. Јас реагирав затоа што пратениците не беа канени на таа јавна дебата, јас како председател на комисија, но сепак разбрав и отидов да ги слушнам проблемите или некои забелешки што ги има фелата. Од тогаш владата ги коригираше, ги приспитува сите забелешки на ЕНЕР, неколку месеци се дебатираше и дојде законот на пленарна седница усогласен. На 27 април беше комисиската расправа, на 3 мај денес е собраниската расправа, утре како председател на комисијата свикав јавна расправа на која што се канети 110 представници на фелата од секоја област, од енергетика, од газ, од нафта, обновливи извори на енергија, невладин сектор, универзитетски професори, секој до кој што имавме пристап и секој кој што имаше барање да дојде на јавната расправа, ние го поканивме. Вклучително и експертите кои што ги запиша, кои што ми ги предложи и ВМРО-ДПМН. Значи сите се поканети кои што сакаа да бидат поканети. Од утре, од јавната расправа, практично денес течи 7 дена
простор за сите ние како партеници да дадеме амандмани. Не значи дека јас нема да дадам амандман и други колеги. Секој оној кој што има намера да даде амандман на овој текст, може да даде намера. Јас ќе го земам последниот рок, за да ви дадам простор 10 дена, за да ги спремите амандманите, вистина е обемен законот, за да го допрочитате, за да може да направиме квалитетни амандмани и да го усовршиме законот онаму, а ако има некаде по било кој основ проблем. Значи, второто читање ќе го закажам на 14 мај на комисијата, само да се даде простор за да изработите квалитетни амандмани. И сега каде е проблемот? Во нетранспарентност, кога имало неколку јавни дебати во стопанските комори, кога ќе има овде јавна дебата, кога ќе има простор да се дадат амандмани, кога министрите, вице-премиерот е расположени и се учествува во секој сегмент од овие наши расправи, утре ќе присуствуваат покрај вице-премиерот, покрај министерот Крешни Бектеши, го поканивме и Јанес Копач, председателот на Европската енергетска заедница да дојде да се приклучи. Значи, буквално се она што сметавме дека е необходно да се направи во насока на транспарентноста е направено. И сега вие сте воздржани, а нема повод зашто не дадовте забелешки, сте имале сомнеж. А каде е сомнежот, не се знае. Се овозможило, што е многу важно, со овој закон, да се поттикни производството на електрична енергија од обновливи извори на енергија. Да можат и домакинствата да произведуваат електрична енергија. Тука имавме дебата дали таа струја треба вишокот на струја да можат потрошувачите, односно домакинствата да ја продаваат, дали таа слободно да оди до енергетскиот систем вишокот на електрична енергија. Значи имаме дебати каде што треба да работиме на подобрување или на давање на предлози секој од својата идеологија. Зелените од аспект на тоа, либерал-демократите од аспект. Вие ако имате некои предлози, значи да го подобриме текстот во насока на нашите идеологии во интерес на граѓаните. Не може амблок, предпоставувам и не е докрај прочитан овој закон, се фативте сите за регулаторната комисија, зошто се менувал председателот. Па зборувате за председателот, кој што зема 120.000 денари плата, кој што забегал и побара од нас да си купил лице кое што ќе му паркира возилото, затоа што не сакал да си го паркира тој возилото, туку да најмел лице, значи за беганоста од тие многу големи пари кои што се во регулаторната комисија, па не знаат како да ги потрошат, па не знаат какви се придобивки и привилегии да си направат. Такво расипништво не треба да се дозволи и да се толерира и треба ние сите заедно како пратеници да покреневме иницијатива за негово разрешување, а не да штитиме партиски испостави. И сега викате, вие во парламентот ќе носите закон да го смените председателот, а тој е донесен во собрание. Па собранието ќе го донеси законот. Нема да го донеси владата, значи ние ако решиме да го смениме, ние ќе го смениме. Собранието. Со донесувањето на овој закон. Што е проблемот? Кој е поголема институција од нашата? Ние сме го избрале, ние со овој закон фактички ќе го разрешиме. И кај сега вие не ви е јасно нешто. Или сега незнаењето што да се фатите во законот, бидејќи е добар, се фативте за регулаторната комисија за енергетика, зошто ќе се менувал председател. Нема логика. А тој треба да се смени од се она што направи во изминатиот период. Што ја поскапи цената на водата на граѓаните во сите општини, за потоа да ги обвините градоначалниците дека тие сака да е зголема цената на водата, за да му ги покачите услугите, да знам какви се неработи направи, се толерираше се и сега излеговте грижа, не зборуваме за бенефитите што ги носи овој закон, зборуваме, се секираме за председателот на регулаторна, дали ќе остане председател. Димитар, мислам се викаше. И бидејќи немам време, уште за крај за делегацијата, прашавте за Брисел. Првото наше одење во Брисел како комисија, односно беше во Виена, и јас легитимно прашав дали опозицијата ќе номинира представник. Прво што ми реагираше беше Цветанка Иванова, бидејќи ми рече не може доди делегација без присуство на опозиција. Опозицијата тогаш ми рече не се заинтересирани, не испраќаат, бевте во фаза на избор на председател, не бевте заинтересирани, бевме јас и колегата Хари Локвенец. Значи, она што било, јас ви го кажувам. Значи, јас ви го кажувам ова што било.
Во однос на ова што Завршете беше денес, мислата. да ја завршам мислата, председателе, во Брисел, беше обука и тематски беше семинарот за обновливи извори на енергија, во кој што јас бев ко-председател, со Јержи Бузек, господинот Харило Квенец беше заменик. Не е само работата мешовит состав власт и опозиција, Благодарам. треба да биде мешовит составот и Драган етнички. Данев. Само да ја завршам мислата, и етнички. И сега во двајца, вие измешајте ги етнички, измешајте ги и власт и опозиција, да ве видам, направете го тоа. Драган Данев има реплика.